Како да ги привлечеме младите да се едуцираат за совесно паркирање? Продолжи кампањата Паркирај совесно, каде младите ќе можат да земат голема улога во поправање на сообраќајните неправилности. Пред средното училиште Орца Николов, председателот на јавното претпријатие на паркинг Скопје Васко Кичевски ги промовираше новите ексклузивни електрични тротинети со нов софистициран дизајн. Втората фаза ја почнуваме од денеска. Се со цел да со тоа што го научија да го видиме во пракса, учениците заедно со контролорите на градски паркинг и паркинзи на општина Центар и Министерството за внатрешни работи ќе искочат на терен и ќе ги предупредат оние кои што се непрописно паркирани, а пак ќе ги пофалат оние кои што се прописно паркирани. Се со цел да видат какво влијание имаат непрописно паркираните на целиот сообраќај во градот Скопје. За да поттикнеме и алтернативен начин на движење. Со помош на Козун успеавме да обезбедиме сегуеи со кои што ќе се движат учениците и со целата поента е ние да успееме со алтернативен начин на движење да поттикнеме градот, да го намалиме сообраќајот и со тоа да влијаеме на животната средина. Кампањата започна уште минатата година со посети на неколку од средните училишта во Скопје, со цел да се посетат младите за пропустите во скопскиот сообраќај. Учениците подоцна беа и тестирани за тоа колку научиле од обуките за сообраќајот. Тротинетите покрај тоа што се практични, придонесуваат и кон намалување на загадувањето, како и подобрување на еколошката средина. Откако Скопје на неколку наврати беше прогласен за најзагадениот град во Европа, властите спроведоа кампањи и активности како и во средните училишта, така и по коловозите на Скопје.